Сметките за струја ќе останат исти, односно непроменети, но само неколку месеци, пошто електричната енергија повторно ќе поскапи. Намалувањето на ДДВ-то од 18 на 5% според граѓаните е обид на власта да манипулира со народот пред избори, зашто следната година граѓаните ќе плаќаат драстично повисоки сметки за струја. Бараат реално поевтинување од неколку години за да се почувствувал бенефитот, а не вака да се залажувале додека не поминат изборите. Мислам дека се прави заради изборите. Моje мислење. Струјата е економска категорија, нити може некој да е поевтини или да е поскапи без некои економски параметри, да кажеме тие работи. Ако ние кажуваме дека јагленот во Битола е слаб, дека се додава мазут, ние во такви околности не можеме да очекуваме струјата да поевтини. Народот да гласа за нив, мора така да направат. Сметате дека требаше порано малку да биде? Па порано, ама они Ќе ја вратат, пак ќе ја вратат. сега ќе ја вратат пред избори, после пак ќе ја покачат и тоа е. Секогаш се е поврзано со избори. Зашто до сега немаше ништо такво и зашто не произлезе ништо пред неколку месеци, него сега произлезе. Тие си течат така во државата, никој не прашува и тоа што ќе биде и тоа е. Дека изедначувањето на сметките за струја во овој период е само предизборен маркетинг, за Алфа потврдуваат и енергетските експерти. Според Константин Димитров, ова е само привремено решение со кое ќе и се нанесе уште поголеми штети на енергетиката, а граѓаните секако ќе ја платат поскапата струја. Доаѓаат локални избори, ние ќе одржуваме ниска цена за избори да покажеме се грижиме за граѓаните, електростопанство нека пропаѓа, нека прави загуби. Ние од буџетот можеме делумно да покриеме или ќе си земеме кредит, ама и буџетот и кредитот ние го формираме, вие што ме прашувате, народот што гледа, и ќе го плаќаме со години сите кредити. Намаленото ДДВ ќе биде 5% до 1 јули 2020, потоа ќе се искачи на 10%, а во 2023 ќе се врати на 18%. Министерството за финансии, како предлагач на измените, не интервенираше законско решение за намалување на данокот да важи од 1 јули како што беше ветено. Тоа значи дека се додека намаленото ДДВ не се објави во службен весник, граѓаните ќе платат поскапа струја за цели 12,3%. Инаку со 83 гласа за и без ниту еден против, законот за намалено ДДВ помина во Македонското собрание.